те праќам на другиот свет, во странство. Оди подготви си ги работите и пасошот. Им јаив на децата од Швајцарија. Ќе те пречекаат. Ти благодарам, господине. Аман, бате, полот него ќе го лови како е ребица. Треба на полата му се најде некоја занимација. Тој нека се занимава со бебето што го украдовме од стомакот на жена му. Ели изош? А? Вие како го најдовте Изет? Тој мене ме најде. Побара пари за да ми ја врати Инчи. Требаше мене да ми јавите, господине. Не сакав да го ризикувам животот на Инчи. Господине Давуд, вие добро знаете дека не можете да му верувате на човек каков што Изет. Се надевам дека не криете нешто од мене. Пат, секој има начин како си ги решава проблемите. Јас не ти се мешам тебе како ги решаваш проблемите. И ти немој мене да ме распрашуваш. Кога се работи за моje дете, јас секого и се што ќе распрашувам, господине Давуд. Твоето дете ми е внук. Сега нашата енергија треба да ја насочиме да го најдеме детето. А не меѓусебно да се расправаме. Господине Давуд, сепак се што ќе дознаете, споделете го со мене. Така подобро ќе биде. За сите нас. Се стоплили? Нели сум до тебе? Се стоплив. Тоа ти од чајот. Сега можеш да се шегуваш колку што сакаш. Нели успев да те натрам да признаеш дека ме сакаш? Немој да ми спомнуваш шега. За малку ќе се удавевме во Црното море. А ти со кој памет скокаш од тамо, бе? Немој да ме нервираш. Ќе скокнам од мост. Девојко, и сакањето има една граница. Од мостот Халиџи да е па... За мостот од Босфор стар сум. Ти имаш толку години колку што има таа што те сака. Немој да зборуваш како старец. Ако почнеш вака уште од првиот ден да ми наредуваш што да правам, ќе имам работа со тебе. Воопшто ли ќе немам право на збор? Нормално дека ќе имаш. Јас сум човек кој има разбирање спрема својата сакана. А за моите зборови колку се точни, колку се правилни, имаш право да коментираш. Нека е така. Нели ми кажа дека ме сакаш? Види, тој збор ти беше многу точен. Селви, Види, овој збор е многу убав. Ти кажувај само Селви. И немој друго име да си спомнал. немој да ме натераш. Со тебе лошо да се однесувам, знаеш. Опушти се. Ова веќе е и твоја куќа, наша куќа. Тој што ќе ни дојде или е наш пријател или непријател, сите се добродојдени. Бато, каде си ти? Телефонот ти е исклучен. Сите прашуваат за тебе. Не ми работи телефонот, Ерхан. Легој внатре, немој да стоиш на врат. Добре дојде Батерхан. Добро ве најдов, Селви. Селви, стави еден чај за гостинот. Ајде, Ерхан, седни. Бато, што е работа? Батко ти влезе во некои добри води. Сите ќе ве навлечам, дури и глумецот. Нека ти е со среќа, бато, ама нели е малку пребрзо? Старееме, Ерхан. Немаме веќе време за губење. Бато, јас сум со тебе, имаш цела поддршка од мене. Што и да направиш, јас сум тука за да ти помогнам.
Знам девојчето колку се измачи, додека да ти се отвори тебе. Немој бе. Само јас не сум знал. Пато полесно е некој да се фрли себе си, отколку тебе да ти ги каже чувствата. Треба да прогласиме мир со Јашарага. Што зборуваш, мајко? Човекот дојде пред сопствената куќа ме испука. Јашар направи голема грешка. Или пак воопшто не знаел за тоа. Грешката ја направил Илхан. Во овој случај ти си на праведната страна, ти си појаката страна. Ако му испрушиш рака на Јашарага, тоа ќе значи дека му прости. Во нашите кругови тој што простува, за секогаш останува голем. Ако сакаш повторно да станеме роднини, а? Се уште не си дорасна да мериш сили со него, ако треба. И тоа ќе го направиш додека не стекнеш сила. Треба да знаеш да бидеш трпелив додека не дојде денот. Во ред. Чакар, полицијата пристигнала. Не е важно, ја повлекуваме тужбата. Нема да правиме ништо. Дошле тебе да те однесат. Нормално. Ако станеш познат за сите и за полицијата ќе бидеш познат. Биди со крената глава. Не покажувај слабост. Тогаш да не ги задржуваме другарите полицајци. Одиме. Рейс. Ке го задржат неколку дена. Ке му спремам малку облека, однесете му. Да не сте мрднеле од таму. Секако, господја. Што е, Бирсан? Дојди, Лейла. Кај дај ке стигне шефот на оделението за разузнавање, сакам и ти да бидеш тука. Тоа каква врска има со нас? Истрагите вие ги водите, душо. Јас не. Значи ќе не учиш за обвинителството, така? Господјо судија, стигна шефот на оделението за разузнување. Повелете. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Добре дојдовте. Повелете. Господјо судике, предметот го анализираме. За жал, многу нашите работници не сакаат повеќе да работат за нас. Некои вработени кај вас му служат на гладио, нели така? Господјо судике, ова што го кажувате е големо обвинување. Откако го сослушавме, дојдовме до ваков заклучок. Со цел да го обесчаста сослушувањето за гладио, организираат акции користејќи организацијата. Во секоја институција имаме по едно гладио. Кај вас нема ли? Јас лично со никого не соработувам. Зборувам во моје име. Ние не се сомневаме во тоа, поради тоа дојдовме кај вас. Имаме некои стратешки цели. Ирак, Сирија. И сите тие сакаме да ги реализираме во овој регион, а некои луѓе сакаат да не спречат. Сакаат да не го извршиме нашиот план. Тие кои сакаат Турција да нема активна улога во регионот, се обидуваат да предизвикаат судири помеѓу институциите. Да не превземаме ништо против тие кои вршат кривични дела? Ке им замишеме на секој нивно кривично однесување поради тоа што се членови на разузнавачка служба? Дали сте виделе некој агент на ЦИА да се обвинува за тоа што влегол во Ал-Каеда? Нас не ни интересира Америка. Ние многу добро знаеме тие што се. Затоа не можеме да ги прифатиме нивните методи. Нашиот персонал се состои од луѓе кои ризикуваат да бидат убиени или да лежат до животен затвор.
за тие што имаат докази за сторено кривично дело, ако треба ќе ги казниме. Ама ако ова го направите јавно и нашите граѓани и луѓето од регионот кои се надеваат на нас и вработените во институциите ќе изгубат мотивацијата, би сакал овде да се случи гладио. Ви благодарам што дојдовте. И вие и ние ја покажавме потребната чувствителност. Ние ви благодариме, господјо Судике. Господјо јавен обвинител. Уште што не го истепа човекот. Брисање, јас умирам од грижа на совест. Ти што викаш, кажи? Наместо да умираш од грижа на совест, оди биди до него. Брат, има ли нешто ново? Немаме, мати. Скапо го плаќаме нашиот презир спрема Изет. Брат, немој да се омаловажуваш себе си. Ти никого не презираш. До денеска не сме се сретнале со толку нечесен човек. Човекот направил операциона сала, потоа ги натерал да ја породат. Каков психопат е овој? Секако дека и ние ќе го оперираме него, брат. Брат, не е редот, ама би требало да тоа знаеш. Ќе се оженам со Селви. Тоа требаше да се случи. Нема ти девојката освен тебе ништо не гледаше. Ти кога почна да ја гледаш? Брати, јас бев свесен, само ја меркав девојката да видам дали е детска љубов или вистинска љубов. Ама те не сватив. Прости ми, во ваква ситуација јас зашто ти зборувам. Мати, немој никогаш да одложуваш работи кои сакаш да ги направиш. Брат, од една страна Несрин, од друга страна Јашар цело време ќе оговараат. Брате, ти гледај си ја среќата. Ќе зборат колку што ќе зборат, друго ништо не ти можат. Не би сакал да го изволкам нашиот углед. Ќе зборуваат дека сум гледал со други очи на аманетот кој му беше доверен од брат му. Со благослов од Бога си земаш невеста, мати. Ништо погрешно не правиш. Јас секогаш стојам зад твоите одлуки. Брат, штом си ти со мене заедно, да ме нападнат и со топови пушки не ми е гајле. Бато? Некој го фрлил ова пред врата и избегал. Телендар, јас не сум увиец како тебе на бебиња. Ти губи моето дете, ама јас твоето ќе го негувам. Скоро на тоа подобро ќе го чувам од тебе. Се разбудили, сине? Дојди да видиме. Опа! Еве, и мечето ти го седавме. Ајде да се одиме во собата.